Сега е време и за вториот гостин во студио. Слободанка ќе ја пречека Анастасија Илиевска од Брейнстер Академија и ќе разговараат на темата средношколец милионер, милион денари за најдобрата бизнис идеја. Мене искрено ме интересира моментот дали навистина средношколец може да биде милионер или тоа е само сон? Не е само сон. Во светот имаме многу примери на средношколци кои што станале милионери, односно особено тинејџери кои што станале милионери и нив им помогнало тоа што имале услови за да ја реализираат таа идеја. Ние со овој надпревар средношколец милионер сакаме да помогнеме да се создаде првиот средношколец милионер во Македонија. Дај Боже да најдете многу такви креативни средношколци, да гледаме многу млади луѓе кои што ќе научат како да прават пари. А вака новина во раце од кога не си имала, Оливера? Па неколку години наназад. Нели? И мене ми е интересно и вака некако не се двојам. Меѓутоа, тука се и оние информации кои што можеме да ги добиеме токму за темата за која ова утро сме тука. Дали имаш идеја вредна 1 милион денари? Прво, Анастасија, Деја, наша, добро утро и добре ни дојде во утринската програма. Добро ве најдов, секогаш е пријатно да си дојдам овде каде што Нели? Да, каде што сме се дружили во поидаква форма, така што поздрав и до гледачите кои што не гледаат. Навистина ми е драго утринскиве часови да ги поминам и да завршиме утринската програма со тебе како наш поранешен уредник. Нема тука за или против сега да зборуваме, сега само за. Само сме за. Ајде нешто повеќе за оваа идеја и секако за сето и на каков начин треба да се реализира. Да, надпреварот средношколец милионер е надпревар кој што е отворен за сите средношколци од Македонија од 1 до 4 година, подеднакво и за оние средношколци кои што се во приватните и во државните средни училишта, може да аплицираат со своји бизнис идеи на страната milioner.mk. Так. Процесот на пријавување, односно периодот на пријавување трае до 26 октомври, така што имаат уште неколку дена да ја поднесат својата идеја, а потоа следат и останатите фази кои што ќе ги објаснам нели понатаму. Но од каде дојде идејата? Ние и овој надпревар пред се организиран од Брейнстер Next факултетот и од ДНУ Академијата за талентирани средношколци. И нашата цел е да го поттикнеме предприемништвото, односно предприемачкиот дух помеѓу младите и нивната креативна енергија, сето на енергија што имаме во средношколски денови, да ја насочиме на место тие луѓе млади години. Да, кој што ќе им помогне буквално уште од најрана возраст да си го постават патот, да си ги постават темелите на оно што значи успешна иднина. Според нас многу е полесно колку што е можно порано да се започне со обиди за започнување на бизнис, бидејќи да бизнисот не се гради лесно, нема успех преку ноќ, има многу падови, но многу е полесно тие падови да ги претрпиме во порана возраст, отколку на пример кога имаме семејство, кога сме малку повозрасни и сметаме дека и кога имаме многу повеќе обврски. Да. И исто така сметаме дека ако еден успешен спортист треба да започне со тренинг од 5-6 години, тогаш ги пуштам и прв пат децата на тренинзи, дали е спорт, дали е балет или што и да е. Тогаш зошто за работа, и односно кога треба да развиваме талент за бизнис, за предприемништво, започнуваме многу подоцна во животот, ние сметаме дека треба да се започне што е можно порано и токму затоа и го организираме овој надпревар. И уште една добра информација по однос на овој надпревар, бидејќи многу ми навелаш кај ви текна сега на средношколци да давате милион денари. Ние веруваме и од она наше искуство што го имаме преку ЕНУ Академиите за талентирани средношколци од Брейнстер Next коледжот е дека имаме многу талентирани млади, а тоа ни го потврдува и овој надпревар и апликациите. И тоа го забележувате токму таму, на коледжот. Да, но исто така и Брейнстер, кога се оформи пред 10 години, беше само идеја на нашиот основач Петар Ниновски, но му беа потребни финансии, за кои што во моментот ги немаше. Па доби пред 10 години инвестиција од 1 милион денари од инвеститори и 10 години подоцна успеа да го издигне не само како Брейнстер како групација, меѓутоа и она што го создава Брейнстер Next факултетот заедно со ЕНУ Академиите, па и платформата EdWork, е што создаваме млади кои што лесно се вработуваат, ги подготвуваме за светот во кој што допрва доаѓа, односно за она што следи за 10-15 години од сега и оно што сме горди е што сите наши студенти се 100% вработени, лесно се вработуваат поради вештините и она што исто така сме многу горди, поставуваме нови стандарди во образованието, бидејќи од годинава Брейнстер, ЕНУ Академиите
беа извезени како франшиза во Словенија, па словенските средношколци веќе учат по нашата образовна програма. Така што многу поголем е влогот и она што некогаш во нас беше видено во идејата на Петар и нешто што напредувате од година во година, може слободно да се каже. Некогаш некој навистина треба да ја види таа идеја, да помогне кога треба. Ние сакаме сега да помогнеме да се реализира нивните идеи, како што некогаш нам ни било помогнато. Потребно. И сега навистина менуваме животи во вистинска смисла на зборот. Се работи за средношколците од на ниво на цела Македонија, така? Сега, што понатаму кога тие ќе ја добијат оваа награда? Најпрви треба да ја добијат наградата, откога ќе заврши апликацијата на самите идеи до 26 октомври се затвора огласот. Значи имаме се уште време. Да, имаат време и очекуваме дека овие последни 3 дена ќе имаме најголем наприв на апликации. Некако ние секогаш оставаме до последно да аплицираме, но има доста, задоволни сме многу од бројката на апликации и кога ќе затвориме процесот на апликации, ќе нашиот тим со помош на вештачка интелигенција ќе ги селектира 50 најдобри идеи кои што ќе бидат ставени на јавно гласање. Така што сите од Македонија и надвор од Македонија ќе можат да гласаат за најдобрата бизнис идеја, односно за онаа идеја која што им се допаѓа. Ќе биде споделено на социјални мрежи, така што сите во периодот кој што следи ќе имаат можност да видат кој од тие идеи може да стане бизнис, односно милионска бизнис идеја. Така. Потоа од тие кои што 20 најдобри идеи од јавното гласање ќе одат во полуфиналето и тогаш ќе добијат ментори и тоа ментори кои што се луѓе кои што веќе изградиле милионски бизнис и ќе ги подготват како да си ја разработат идејата, да стекнат потребни вештини, ќе работат со нив во период од 2 недели и што е најважно ќе ги подготват за полуфиналето. Полуфиналистите кои што ќе бидат во полуфиналето се 20 бизнис идеи и тие кај на ќе дојдат кај нас полека селекција и доаѓаме до крајот. 2 месеци. 20 најдобри бизнис идеи ќе дојдат кај нас во просториите на Brainster Next факултетот и на ЕНУ академиите и ќе имате едно многу интересен момент кога ќе треба да ја презентираат идејата за 90 секунди. Но тоа се вика elevator pitch или пичирање, продавање на идејата, ако може така да кажам, во многу кратка временска рамка пред инвеститор но тие ќе бидат подготвени точно да знаат што да кажат за тие 90 секунди, токму од менторите кои што ќе ги добијат, затоа што во животот немаме многу шанси да сретнеме инвеститори, а тие инвеститори многу често се зафатени, нема многу време да не слушаат. Па навистина е голема вештина да знаеме како да ја презентираме идејата во многу кратко време и да знаеме да ја продадеме на инвеститор. Од 20 ќе се селектираат 10 идеи кои што ќе одат во финалето на 30 ноември. И тука ќе има една малку поголема жири комисија, ќе имаат малку повеќе време да си објаснат идејата, ќе им бидат поставувани прашања. Ова дали интересно станува, да. Мислам дека ќе биде многу интересно јавноста да го гледа самиот процес, ќе биде споделуван кај нас на нашите социјални мрежи. Од ова што го слушаме, може интересно. И тука ќе биде одбрана една најдобра бизнис идеја. Но при тоа сакам да кажам дека очекуваме да има многу повеќе идеи кои што ќе бидат инвестирани, бидејќи има луѓе кои што во целиот процес, особено во полуфиналето и во финалето, кои што се инвеститори и кои што можеби баш нивната идеја ќе им се свија, можеби и да започнат бизнес. Ќе сакаат токму да инвестираат идејата на тој средношколец. Она што го него напоменав, е многу важно, е дека на овој например може да се пријават сами средношколците во пар или во група од најмногу 6 луѓе. Значи има повеќе можности за пријавување на ваков начин како што го споменуваме. Така е, но ние ги охрабруваме да се пријават во група, бидејќи прво никој не станал милионер сам, потребни се луѓе со кои што ќе соработуваме и втора работа е што идеи на едно место. Така е, и втора работа е што многу самата фаза, односно самите фази на надпреварот ќе бидат многу полесни доколку имаме група. Некој е добар во презентација за 90 секунди. Друг е добар во осмислување на стратегијата. Така што многу полесно е да се работи во група, но тие одлучуваат како сакаат да се пријават, може да се групираат во различни години, може да се групираат од различни школи, од различни градови, така што имаат таква можност. Так. Да, и уште интересно. Да, повели. Уште една многу интересна. Како водител ти точно знаеш што треба да се кажеш, односно си одговараш на моите прашања. Ова ми е многу важно во овој дел да го кажам, а тоа е дека тие милион денари кои да ги добие, нема да очекуваме од нив да ги вложат во идејата.
Значи може да ги потрошат како сака. Тоа се нивни пари. Може да одлучат да ги потрошат на до обука, на патување, на да си купат нешто, но може да одлучат и да ги вложат во бизнисот со кој што победиле. Ако одлучат да ги вложат во бизнисот, ние ќе сме им тука со целосна поддршка, но нема да бараме учество во бизнисот, односно нема да бараме дел од нивниот бизнис. Така што тоа се буквално нивни пари и сакаме да може да се прават што сакаат со тие пари кога ќе си ги добијат, како сепак се добиени како награда со нивната бизнис идеја, така, па може да се почестат заради тоа што ете се сетиле на нешто за кое што си добиле и награда. Ајде нешто малку повеќе и за коледжот да ги запознаеме. Покрај сето ова што сега го објаснивме, како може да се дојде до оваа награда, ако нешто подзаборавивме, тука сме ќе споменеме, меѓутоа да искористиме и можноста што нуди овој коледж каде што се деси. Да, Brainster Next факултетот е првиот практичен факултет за дизајн и IT во Македонија и она на што сме многу горди е што навистина го менуваме обликот на кој што се учи во Македонија, особено во тој период од животот. Апсолутно нудиме многу квалитетно образование кое што е признаено, акредитирано, си има сите се она што е потребно за да подразбира. Имаме студенти од цела Македонија. Така е. И она на што нашите студенти го прават од прв ден е практична работа, по тоа сме познати, односно покрај тоа многу важно. Покрај тоа што учат теорија, работат и на пракса. Па нашите студенти го дигитализираа собранието, државниот архив, работат со многу државни институции и приватни компании, значи буквално од прв ден работа на практични и реални проекти и токму тоа ги носи до моментот да се сите 100% вработени, најголем дел и додека студираат. Затоа што ги учат вештините кои што се бараат денеска, ја учат вештачката интелигенција и што е најважно е создаваат. Затоа што се менува со времето, како што веќе знаеме и го доживуваме и самите ние, нели? Така е, не само што треба да научиме да ја користиме вештачката интелигенција која што кај нас се учи од прв ден, туку ја создаваат. Нашите студенти го создадоа Умниверзум, тоа е првиот AI тутор по математика на македонски јазик, кој што е најдобар во светот и кој што во себе ги има сите задачи по државна матура кои што се полагале низ годините и е бесплатен и Brainster ќе направи се за да остане бесплатен, за да можат сите матуранти кои што се 4-та година средно па и помали да го користат и да си вежбаат математика за 0 денари да се подготват за државната матура. Тоа интересно е и мощно е убаво од ваша страна кога имаме и пракса истовремено и кога учиме и кога сме со пракса, да вака да се изразам, затоа што и ние кога сме биле во средните училишта и кога сме имале некои пракси, било многу поинтересно за нас, дури и поприфатливо училиштето во кое што сме, затоа што праксата е сосем нешто друго, затоа што е добре дојдена за понатамошен развој, нели? Што убаво кажа и драго ми е што овој факултет на вакво ниво, каде што имаме и мозоци, да кажем, кои што надвор се квалификувани и барани дури, така? Да, апсолутно е така и тоа токму тоа не доведе до моментот да потребата да отвориме и академијата за талентирани средношколци, бидејќи знаеме дека она што го гледаме дека има многу квалитетна младина, потребна е само соодветна образовна програма за да може да одговори на потребите на она што се бара денес. Па едни академиите се 6-месечни академии наменети за средношколци, ова е како дополнително образование од задолжителното средно образование. Имаме програми за дизајн, за маркетинг, за програмирање, за вештачка интелигенција и она што е важно е дека од прв ден повеќе смерови. Да, повеќе смерови. Траат 6 месеци, има уписи кои што се веќе отворени за од јануари. А за повозрастните важи идеја? Ова има други академии кои што ги нуди Brainster поврзани за повозрастните, но сега сме кога зборуваме конкретно за средношколците, се токму овие програми. Дури нашите средношколци работат на реални проекти, работат со компании, со институции и одат на летна пракса. Значи, истото оно што го правиме со нашите студенти на факултетот, тоа го правиме со средношколците. Како што кажав, поентата е дека сметаме дека овие вештини треба да се учат што е можно порано, да не чекаме да дојде да станеме на факултет и да ги немаме тие вештини. Колку порано ги учиме овие вештини, толку е навистина добиваме резултати многу поголеми. Така е, толку е подобро. И сега едно што сакам како порака да го кажам и до родителите и што не слушаат и до средношколците, бидејќи денеска е неработен ден, е ние ако во наше време, можеби или пред 10-15 години, младите се соочуваа со презаситеност на одредени кадри, односно имаше премногу економисти, правници, пазарот беше презаситен. Младите сега ќе се соочат со предизвикот на вештачката интелигенција, односно конкуренцијата на вештачката интелигенција, затоа што на еден работодавец ќе му е многу
поисплатливо да плати месечна претплата на некој AI модел, отколку да вработи некој јуниор, па да го години, месеци да го учи ако нема претходно практично искуство. Она што ние во Brainstar го правиме е на нашите почетници, од средношколците или пак студентите, од прв ден им даваме практично искуство и работа на реални проекти, па тие кога пред да завршат факултет или средно, имаат цело портфолио на завршени реални проекти за државни институции и компании и ја учат од прв ден. Цврсто се на нозе, вака да се изразиме народски. Да, и така ги прави лесно вработено, односно не се почетници без искуство, туку се почетници кои што имаат навистина големо искуство и така лесно се вработуваат. Така што ова е порака до сите. Прво, ако има секако отворени се вратите кај нас, кој да сака да дојде и да студира и на Brainstar Next и на Академијата за средношколци, но навистина ова е порака и до родителите, до сите што не гледаат, дека мора да вложуваме во вештините на младите, бидејќи времето не е исто како што било некогаш. И да ги задржиме тука, така, со нивните бизнис идеи да се реализираат. И порака да ги поддржат да си аплицираат, затоа што понекогаш добар збор од наставник, од мајка, од татко како поддршка, па и од брат, сестра, навистина многу значајност да се пријават на овој надпревар, нема ништо да изгубат. И сега, погледнувам јас кон часовникот, мислам дека имаме уште некоја минута, ќе ми кажат од режија уште еднаш да потенцираме и да ги повикаме сите оние кои што се заинтересирани токму за ова, еве ќе покаже и оваа камера, дали имаш идеја вредна 1 милион денари. Нема да се повторуваме, меѓутоа мора уште еднаш да истакнеме, затоа сме и ова утро тука, за можеби некој малку подоцна се вклучил, денеска не работен ден, па можеби си спијат, сакаат малку подолго. Еве, сите оние кои што можеби не разбраа зошто е гостувањето, затоа што опфативме малку повеќе теми, уште еднаш. Еве зошто сме ова утро тука. Така е, отворен е огласот, односно станува збор за првиот надпревар во Македонија, претпоставаме во светот, надпревар за бизнис идеи помеѓу средношколците, каде што главната награда за најдобрата бизнис идеја се 1 милион денари. Можноста да аплицираат со своји идеи трае до 26 октомври, имаат уште неколку дена, па би сакала да ги поттикнам не само средношколците да се пријават со своја бизнис идеја, туку и родителите, наставниците, нивните семејства да ги поттикнат, бидејќи навистина нема ништо да изгубат. Напротив, во самиот процес ќе стекнат искуство и знаење од многу големи искусни ментори и што е најважно, нема лоша идеја во надпреварот, односно лоша идеја да не учествуваат во самиот надпревар. Ова е една како новина, како што кажав јас од подамна вака да немам држана новина. Кои информации ги има тука? Овој период одиме, ги посетуваме, се трудиме да ги посетиме најголем број средни училишта во Македонија, иако има 109 средни училишта, државни, уште неколку приватни, не успеваме сите да ги покриеме, но успеваме преку нашите социјални мрежи. Ова се едно од оние новини кои што им ги даваме да ги прочитат. Внатре има информации и за тоа како функционираат, како работат нашите средношколци, па и оние од Brainstar Next факултетот и од NU академиите и кратки интервјуи со основачот на Brainstar Петар Ниновски, секако местото каде што ќе носи, ако го скенираат кодот, директ да си аплицираат со својата бизнис идеја. Покрај модерното време и сето она што го носи, вие не ги заборавате дури овие моменти, Тоа е прекрасна идеја, меѓутоа како што кажавме, кога се повеќе со разни идеи, доаѓаме до вакви интересни резултати. Јас само што го погледнав ова, морам да признам дека мене може ми дојде интересно и зошто да не си отвориме вака новина и опуштено да си прочитаме што е она што сето вие го нудите. Може ли да искористиме, еве како што кажавме, добро, веќе објаснивме за средношколците како да дојдат начин да се пријават. Ајде за повозрастните кажавме дека има шанси да бидат дел од овој коледж, од овој факултет. Од факултетот е отворен за сите кои што нели се матуранти, веќе заврши, веќе се запише и веќе почнаа нашите студенти да учат од прва година, меѓутоа оние што се заинтересирани можат уште од сега да се информираат за следниот уписен рок, односно како може да се запишат на Brainstar Next факултетот. Она што е важно за повозрастните се академиите, односно AI at Work платформата, односно платформата каде што учиме за вештачка интелигенција, наменета за сите возрасти, особено за повозрастните. Имаме предавачи од најдобрите светски компании како Microsoft, Airbnb, буквално пионери и лидери, лидери особено во делот на вештачката интелигенција. Преку AI at Work нудиме 8
курсеви месечно, со една месечна, символична месечна претплата, и оно што дополнително го нудиме овој пат е за исто така символична месечна претплата од 29 евра, добиваат и 5 модели на вештачка интелигенција кои што им се апсолутно бесплатни, а доколку повеќе од 6 месеци имаат претплата на e-Network и 6 месеци ги следат предавањата, тогаш добиваат и академии за вештачка интелигенција кои што се дополнително образование, односно дополнително стимул за да бидете тие во тек со времето, така. Многу благодарам што беше дел од нашата утринска програма. Те гледаме во петок. Да. Се гледаме утре. Да, се гледаме утре. Па јас веќе со деновите гледаш малку помешано, да, се гледаме утре во за или против. И зошто се гледам со средношколците, родителите, поддржувачите на прогласувањето на 50 најдобри идеи кои што ќе биде на 29 октомври. Сите се поканети, има линк кај нас на Brainstar, на нашите страни, сите може да се пријават и да се вклучат да видат кои се најдобрите 50 идеи. Но крајниот резултат би сакала да гостуваме и да соопштиме. И нас би ни било драго. Да, и нас би ни било драго. Благодарам уште еднаш. Деја, се гледаме